Почитувани дами и господа, после ваков емотивен говор, навистина е тешко да се каже нешто ново. И председателот Јорго Огненовски и господјата и станува емотивно, навистина емотивно. Кога ќе каже некој Македонија малечка држава која нема пари за да обстане и да не понижуваат сите. Јас си го кажам од лично искуство. Јас живеев во Холандија кога Македонија доби независност. Холандија прва не подржа и дури се случи една смешна ситуација да добие ембарго од Грција, а холандјаните се смееа, вика кој е таа Грција што ни дава нас ембарго. Само да ви кажам една работа. Холандија е 1/3 по површина поголема од Македонија. А знаете ли колку има национален доход? Бруто национален доход има 200 пати поголем од Македонија. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека уште 80-та година има јапонска делегација дојдена во Македонија и проценила дека 50 милиони луѓе може да храни Македонија. Оваа Македонија за која зборуваме сега, Република Македонија. Република Македонија со граѓаните од било која националност, од било кој народ, од било кој, не правиме ние разлика, ние сме граѓанска партија и сакаме да владее правото во Македонија. Ако работиме по јапонските стандарди, а кои се јапонските стандарди? Највисокиот јапонски стандард е пензионерите ги дигаат на највисоко ниво. Им даваат најголема пензија и секогаш ги примаат со најголема почест како консултанти во фирмите, во државните институции, секаде каде што работеле, каде што го посветиле својот работен век. А нашите пензионери кои цел свој работен век го посветија да изградат оваа држава, дојдоа да просат 6,5% линеарно 3 ваков фонд. Јас работев во Министерството за труд и социјална политика. Во моментот кога се формираа трите фондови, тогаш со 5 министерства работевме за социјални реформи во Македонија, за да Македонија влезе во Европска заедница, не во Европска унија. Европска унија не постоеше. Ние со Словенија бевме најнапредна држава на Балканот. Кај сме сега? Сега Африка може да ни се смее. А оправдано Европа вика заробена држава. Што значи заробена држава? Заробена држава е ГУЛАГ. Знаете вие постарите што значи ГУЛАГ? ГУЛАГ значи нема проблем, слободни сте, шетајте. Нема да ви даваме пари, ќе умрете за јадење, ќе умрете за лекови, ќе умрете за нема лекарска помош, нема инфраструктура, нема предпријатија. Која држава живее од помошта од странство? Само банана држава. Банана држава живее од помошта од странство. Ако нема инфраструктура, ако нема свое стопанство, значи свое стопанство ние можеме да имаме. Меѓутоа, треба да имаме вистински представници во парламентот. Што значи вистински представници? Холандија е кралство. Меѓутоа, Холандија е и социјална држава. Холандија е парламентарна демократија. Во Холандија нема шанси да влезе некој во парламентот ако не го подржат повеќе од 25% од граѓаните. Значи само квалитетен кадар влегува во парламентот. Зашто? Затоа што во парламентот се носат законите. А ние не го почитуваме уставот, што е највисок законски акт. Викаме ова е социјална држава. Ако ова е социјална држава, тогаш можеме да ги викнеме да не ги навредувам некои земји што се помалку развиени, тоа можат на прсти да се избројат сега во овој момент, можеме да ги викнеме да видат што е социјална држава. Значи, пораката е многу јасна и едноставна. Ние сме да им помогнеме на пензионерите, меѓутоа треба да се развие економијата пред се, треба да се развијат сите сегменти на општеството за да може државата да функционира. А ако јапонците и холандјаните и данците и сите кои се обидувале Соединетите Американски држави како стратегиски партнер, колку пати се обидува да ни помогнат? $500 милиарда дадоа за судството, за судските, за Академијата на судии. Каде се парите? Ако дојдовме до тоа да амбасадорите ни кажуваат, каде се парите? Тогаш ние што правиме?
Ние треба да кажеме каде се парите, треба народот да излезе овде да каже каде се парите, зашто не ни дозволувате да гласаме за своите представници во парламентот. Туку да гласаме за партија, а партијата да одредува кој ќе биде на листата. Кого ќе става таму, кој ќе потпише таму дека ќе ги почитува, ако не ги почитува ќе го сменат, ако сака да ќе си преде во друга партија. Тоа го нема во ниедна цивилизирана држава. Ние се стремиме кон Европска унија и бевме, одлично искуство ви кажувам, на тој проект сум работел, бевме кандидати да влеземе меѓу првите во Европска унија, ако имавме малку свест. Зашто луѓето кои немаат совест не можат да имаат ни свест. Тие што крадат државни пари, значи во другите држави тие се најостро казнети. Значи за крадење од државата и немање чувство за државата, тоа е најостро казнета кривична работа. Затоа ви посакувам да разберете пораката на демократите, дека овде сме затоа што ни е доста од неправда, доста ни е од тоа да не сметаат како заробена држава и како да не го искористам зборот ретардирани, затоа што ние сме многу способни и има многу способни луѓе кои не само во Македонија, многу се отидени надвор. Сите сакаат да ни помогнат, меѓутоа ако ние самите од овде не направиме нешто, нема на кого да му помогнат. Ви благодарам многу, да живее Македонија, да живеат сите народи и народности и да успееме да излеземе од ова жива кал.